Екс-градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски почна да работи во Струмичката болница на оделот за интервентна кардиологија. Со изминативе денови ги направи првите кардиолошки интервенции за стентирање и коронографии во Струмица на пациенти од Југоистокот. Ке доаѓа на изменично со колеги од клиничката болница во Штип со цел да се развие интервентната кардиологија во Струмица и да има 24-часовна здравствена заштита. Катетеризационата лабораторија со помошните простори изведена секако по солидни или високи стандарди за изведување на перкутани коронарни интервенции или во иднина интервенции на периферните крвни садови и дава одлични предуслови за развој на интервентна кардиологија и за воведување на перманентна континуирана 24-часовна служба која што ќе овозможи во месеците кои ни престојат да се развие мрежата за акутен миокарден инфаркт во југоисточниот дел на Република Македонија, што би требало да биде примарна цел на ова лабораторија, да го покрива поширокиот регион на градовите или местата кои што конвергираат кон Струмица, кој што понатака ќе, како што кажав, даде можност за 24-часовно покривање на акутен миокарден инфаркт, она што е особено важно за во грижата на пациентите со ваква патологија, бидејќи се разбира дека времето до пружената помош, односно времето до интервенција од почеток на симптомите до изведената интервенција од повторно отворање на затворениот крвен сад кој предизвикал инфаркт е основен, би рекол, предиктор и на преживување, меѓутоа и на морбидитет кој што произлегува од една ваква комплексна патологија како што е акутен миокарден инфаркт. Доаѓањето на Бакрачевски во Струмичката болница е дел од планот на министерот за здравство Венко Филипче за развој на интервентната кардиологија во внатрешноста на земјава, вели директорот на Струмичката болница Наке Гогов. Тој смета дека на овој начин се отвара можноста за едукација на персоналот во оваа здравствена установа. Ако имаме доволно персонал, интервентни кардиолози да бидат 24 часа на располагање, тогаш да нема дисконтинуитет, денеска работи, утре не работи и така. Тоа континуирана работа, центарот ќе се напредува во смисол на давање на постојана лекарска заштита и лекување на пациентите. Значи, ако имаме постојано доктори, тогаш ќе има и постојана здравствена заштита на пациентите. Ако се со дисконтинуитет, тогаш тешко се развива тоа. Мислам ќе се едуцират кадри од болницата во Струмица и ќе имаме понатамо интервентна кардиологија секој пат во општина Струмица. Како регион тука и доаѓаат пациенти од другите градови, затоа што ние сега можеме да одговориме на барањето на пациентите и за такви интервенции. За 3 години низ ангиосалата во Струмичката болница поминале 860 пациенти, од кои кај 360 пациенти се имплантирани стентови, а 185 биле третирани со акутен миокарден инфаркт.